Добро вечер уште еднаш. Вие сте, драги гледачи, во отвореното студио, а јас сум вашиот домаќин Христо Ивановски. Вечерва ќе дискутираме за тема која јас ја насловив има ли руско влијание врз Македонија или уште попросто кажано се меша ли Русија во внатрешните работи на Македонија и на тој начин и прави штета на низиниот пат кон евроатлантските интеграции. На оваа тема вечерва разговарам со Страшо Ангеловски, лидер на МААК, на возобновениот МААК, колега од факултетот по новинарство, значи колега новинар. Добре дојде во студиото, Страшо. Добра вечер, добро ве најдов. Искрено да кажам, требаше уште еден гостин да има вечерва, но тој заглави на аеродромот во Истанбул. А од друга страна, денес се обидував да најдам и вчера уште соговорници на оваа тема, но очигледно како да постои некој баучна страв кога ќе се спомне руското влијание или кога ќе се каже нешто дали се прекршуваат руско-американските интереси врз грбот на Македонија. Како и да е, овој разговор или оваа дебата со тебе ќе ја почнам со еден вовет. Новата влада на Република Македонија очигледно дека ги засилува своите напори за влез во НАТО и тврди дека членството во војниот сојуз ќе заштити од мешањето на Русија, потенцира мешањето на Русија во нејзините внатрешни работи. И токму со ова реченица министерката за одбрана Радмила Шекеринска е цитирана во Блумберг и ова е еден од цитатите за кои реагираше официјална Москва преку портпаролката на Министерството за надворешни работи Захарова. Вели Шекеринска, влијанијата кои се плеткаат во оваа стратешка цел не се корисни и не се пријателски. Протекува определени информации, дури и пред изборот на владата за руски обиди за влијание во клучните политички и безбедносни области. И загрижени сме за нив. Ние веруваме дека членството на Македонија во НАТО може да стави крај на овие обиди. Јас не се сеќавам дека некој македонски политичар досега во изминативе 25-6 години вака го вперил прстот кон Москва. Мислам, за мене е големо изнадување еден ваков нагол пресврт. Колку што се сеќавам, лидерот, еден поранешниот лидер на СДСМ и председател на Република Македонија Бранко Црвенковски имаше став, кој беше и партиски и државен, дека ние сакаме и НАТО и добри односи со Русија, на што еден поранешен руски амбасадор реплицираше за Русија нема или. Значи треба да се решите каде ќе одите. Веројатно дипломатите би рекле вакви изјави не одат во корис на Република Македонија, особено не во корис на руско-македонските односи, кои последниве години бележеа напредок, особено ако земеме предвид дека се засили договорната рамка меѓу двете земји, се оствари многу подобра соработка, па дури се отвори, почна полека да се отвара рускиот пазар. Може би предолго ми трае воведов. Како ти ги оценуваш сега овие, овој некој пресврт кон целосно свртување кон НАТО и ЕУ? На почетокот интересна е констатацијата дека како да владее страв да се зборува на оваа тема. Најверојатно, едните кои го трпат влијанието на Русија не сакаат да ти бидат гости, за да не го покажат влијанието во своите говорења, а другите кои пак директно го трпат влијанието на Америка, исто така не сакаат да бидат. Од тука можеш да добиеш само независни луѓе кои размислуваат промакедонски и како соговорници кои размислуваат промакедонски, размислуваат како Република Македонија да се снајде и да опстане во овие услови на се поизострена стратегиска војна меѓу големите сили. Значи, мораме да бидеме свесни дека Русија води битка за да повторно стане втората светска велесила.
Она што го беше изгубила во времето на Елцин, она што го беше изгубила во времето на Горбачов, она што го беше изгубила со уривањето на Берлинскиот зид, со уривањето на железната завеса, она што го беше изгубила, ако сакаме, со своеволното раскинување со Варшавскиот пакт, мислејќи дека во моментот кога ќе го нема Варшавскиот пакт, како противтежа ќе се појави и можноста од непостоење и на НАТО воената организација, Русија ги изгуби позициите во светот, или ако сакаме поточно поранешниот Советски сојуз, ги изгуби и стана сила. Меѓутоа го изгуби епитетот на светска велесила. Путинова Русија која ја гледаме во последниве десетина години, нормално сака да воспостави повторно ситуација на втора светска велесила и нормално дека ги изострува стратегиските битки на невралгичните точки во Европа и во светот. За жал, една од најневралгичните точки од секогаш, вклучително и денес, е и Балканот. За жал, токму во центарот на тој Балкан, како една од најневралгичните точки и историски и денес, се наоѓа Република Македонија. Од тука е нормално да трпиме испреплетување на интересите, да трпиме обид за влијание токму во Република Македонија. Нормално е да трпиме, и ако сакаме, и обид за воспоставување власт која ќе биде поблиска до оваа или до онаа светска суперсила. Од друга страна, тука ја имаме и Народна република Кина, која срамежливо сака да се вмеша во битката на големите. Зошто велам срамежливо? Затоа што таа е веќе економски джин, значи држава која минатата година определи 943 милијарди долари за инвестиции надвор од Кина. Една бројка незамислива за целиот свет, меѓутоа тоа е така, но Народна република Кина се уште е политички релативно по-немоќна од Соединетите Американски држави и Русија, а воено е пак далеку за нив. И затоа говорам за нејзино срамежливо појавување во тие геостратегиски битки. Дозволи, бидејќи ја спомнуваш Народна република Кина, ќе го користам зборот Кина, бидејќи веќе знаеме за кого се однесува, за која земја се однесува, нели барем мене така ми заличува, ваков јазик или ваков политички дискурс кон Русија во овој момент од страна на новата влада, заличува на 98 година, кога тогашната влада на Љупчо Ѓорѓиевски направи еден излет со Кина, па ја призна Република Кина Тајван, зашто кинезите повлекоа своји одредени политички потези. Еден од нив беше недавањето зелено светло за мандатот на Унпреден. За жал, значи за жал. Ако тогаш ти си политичар, како ти личи тебе ова? Ако тогаш имавме навистина последици заради таквата непромислена, односно длабоко промислена постапка на владата на Ѓорѓиевски, затоа што таа постапка беше исто како и денес реакцијата на Шекеринска, и тогаш таа постапка беше изнудена од нашиот стратегиски партнер Соединетите Американски држави. Значи тоа беше игра на Соединетите Американски држави кои преку тогашната демократска алтернатива, односно господинот Васил Тупурковски, и ја наметнаа на владата на Ѓорѓиевски за да ја изигра за потребите на Соединетите Американски држави. Од тука натаму видовме како се развиваа нештата. Од тука натаму се изгради споменик на Бил Клинтон во Приштина и сето тоа, нели, ние сме веќе живи сведоци на тоа што ни се случуваше. Денес повторно, за жал, кажувањето на Шекеринска како министер за одбрана не е ниту тоа што таа го согледала и го воочила во македонската политика и однесувањето на Москва, туку е убаво издиктирано од амбасадата на Кале. И Шекеринска едноставно тоа го кажа, или, еве да бидеме малку попрецизни, беше оној гласноговорник преку кого гласот од Кале требаше да стаса далеку, односно требаше да стаса до Москва. Имено, сведоци сме дека 27 години македонските политички елити се киднапирани
може би е малку груб збор, но за да бидам пластичен, за да може гледачите да не сватат, се киднапирани од американската надворешна политика. Што значи тоа? Тоа значи дека им се вели, доколку не бидете послушни кон нас, ќе паднете од власт. И тоа се докажува во сите изборни циклуси наназад. Оној кој е посервилен кон американските надворешни интереси, оној кој е посервилен кон американската надворешна политика, тој ја добива можноста да владее и да биде власт во Република Македонија. Ако е тоа така, тогаш знаеме дека е така. Нешто не е логично во таа приказна, затоа што ако е така, ако американците го имаат главниот збор, во тој случај тие може да не внесат во ЕУ и во НАТО по многу побрза процедура и без последици по националната кауза. Многу мина го кажуваат ова и многу мина велат па американците беа тие кои 90-тата помогнаа во осамостојувањето на Република Македонија. И факт е, им требаше 90-тата, 90-тите, на почетокот на 90-тите, им требаше независна Република Македонија, како што им треба и уште 5 други независни држави настанати од поранешната СФР, за да ја одземат моќта на Србија, која ја сметаа за многу моќна сила на Балканот. Затоа им требаше и независна Македонија, која на југот од Србија ќе постои како дел кој ќе се спротивстави на српските, на големо српските, да речеме, идеи. Меѓутоа, во еден подоцнешен период, Америка како да веќе не знаеше што да направи со Република Македонија. Може би најмногу се доближи до разрешување на македонското прашање во 2008-та, ако не се лажам, во Букурешт, кога недостасуваше многу малку. Па добро, 2004-та е признавањето. Условно речено, многу малку 2008-та насила да не втера во НАТО воената алијанса, меѓутоа и тоа не успеа. И од тој момент веќе Соединетите американски држави, како зборуваме за официјалната надворешна политика на Соединетите американски држави, представена преку таа длабока држава или Deep State, која е се уште дел од владењето на Клинтон, Обама, политиката во Соединетите американски држави. Значи, зборуваме за таа официјална американска политика. Но, во очекување сме многу скоро, не знаеме точно кога, но ја очекуваме замената на Викторија Нуланд, ја очекуваме замената на Хојтиј, ја очекуваме и замената на американскиот амбасадор во Република Македонија Джес Бейли. Од тука можеме да размислуваме во насока дека еден промил од американската надворешна политика во односот кон Република Македонија ќе се промени, затоа што сме сведоци дека нели големите сериозни држави и нивните надворешни политики не се менуваат преку ноќ целосно во својот однос, меѓутоа е можно да дојде до мала промена кон Македонија. Но за да бидеме појасни, за да знаеме што денеска ни се случува, јас ќе наведам неколку примери. Значи, овие неколку дена се случија 5, 6 или 7 работи кои можат да ни бидат показател што се случува во Европа и во светот. Прво, пред 2 или 3 дена, Република Бугарија и Република Грција, во присуство на премиерите Борисов и Ципрас, министрите за транспорт и врски на тие две држави потпишаа договор, а со благослов на Европската унија и Соединетите американски држави, потпишаа договор за нов инфраструктурен проект, односно за брза железничка пруга и автопат од Солун до Русе. Со тоа треба да се поврзи Солун со северниот дел на Бугарија, односно со јужната граница на Романија, со што би со таа брза пруга и со тој автопат и најверојатно покрај пругата и автопатот тука би минувал и гасоводот, значи би се заобиколила целосно, би се бајпасирала Република Македонија и Грција и Бугарија би имале директен излез кон Централна Европа и понатаму кон Западна и Северна. Мислам дека тоа е клучната поента на оваа дебата. Да, Јас предлагам вака. Ќе се навратиме во вториот блок пошироко на оваа тема. Само да ги кажеме сега уште тие неколку работи. А потоа ќе втората работа која се случи е понудата на Република Грција, на Република Србија да учествува во изградбата на
терминалот за природен течен газ во Александрополис во Грција. Со тоа, уште еден бајпас ќе биде направен на Република Македонија, со што, учествувајќи во изградбата на тој терминал, Република Србија преку Бугарија ќе влезе директно во новиот гасовод, учествувајќи со лични средства. Трето, сме сведоци дека во средината на октомври председателката на Хрватска, господја Китаровиќ, ќе биде гостинка на Владимир Путин во Русија. Четврто, се погласна станува иницијативата на трите мориња, Балтичко, Јадранско и Црно море, и поврзувањето на државите помеѓу тие три мориња. И така натаму, и она што е многу важно и интересно што се случи денес, Република Унгарија ја блокираше Република Хрватска при нејзиниот прием во Организацијата за економска соработка и развој, што говори многу јасно за односите и внатре во самата Европска Унија. Словенија како сосед на Хрватска. Овие неколку работи само ги поставувам како показатели, за да знаат гледачите што се случува во моментов, во моменти додека Република Македонија представува пред сопствената јавност дека има дипломатска активност, дека затвара отворени прашања, дека работи со своите пријатели, а тие пријатели под наводници ја затвараат Република Македонија како најтемниот вилает на Балканот. Словенија членка на НАТО и членка на ЕУ, но беше домаќин, ако не се лажам, на два самита руско-американски, така што јасно кажува како една мала земја, како што сме ние, приближно 2 милиона жители, може со својата надворешна политика на некој начин да игра една конструктивна улога. Барем така се покажува и тоа нема некои подрастични последици од таквото позиционирање. Кај нас сега да ги поставиме работиве околу руското влијание. Па ќе се навратиме на овие инфраструктурни проекти кои ми се чини клучот на цела ова геостратегиска игра. Именно, тоа е и влијанието кое Русија сака да го воспостави. Така. Мрежа на истражувачки новинари, тоа беше една локална телевизија кај нас, вклучена во таа мрежа, некако стигнала до протечени разузнавачки информации за руското влијание во Македонија во последниве 9 години. Значи, амбасади во Србија, во Софија, тука руските амбасадори и нивна шпионска мрежа, практично, се обидувале да направат своја структура, критична маса, во македонската одбранбениот систем и во одреден период да можат да реагираат. Практично, веројатно, да извршат известен некаков си државен удар или пуч. Било како било, ние не прочитавме извор од каде доаѓа тоа, иако можеме да предпоставиме од каде дува ветерот, но можно ли е на, да речеме, Западот и на Америка, која е овде од 91-92 година, знаеме дека американците први дојдоа да ја бранат дели независноста на Македонија, заедно со мисијата на Обединетите нации, тоа беше првата превентивна мисија и се најде место и за американците, да преспијат 9 години дека нешто русите работеле во Македонија. Не знам дали постои човек кој сериозно верува на ваквите тврдења дека Руската Федерација подготвувала воени пучеви во државите на Балканот, вклучително и Република Македонија. Значи, треба да разговараме, кога веќе говориме за потребата од влијание, треба да разговараме за потребата на Русија да изгради инфраструктурни објекти со кои ќе го има своето влијание овде, а не да создава војни, да создава пучистички организации и издруженија внатре во армиите на Република Македонија или не знам како. Прашањето е создава или не создава? Значи, повеќе од јасно е дека не создава. Повеќе од јасно на секој сериозен човек, на секој сериозен аналитичар, треба му биде повеќе од јасно дека Русија нема потреба, ниту има желба, ниту пројавила такви намери, посебно во Република Македонија. Да, шарените револуции не беа креација на Кремљ. Никаде, во ниту една држава во Европа, Русија не извезе револуција.
револуциите ги извезе Соединетите американски држави преку своји вакви или онакви невладини организации, вакви организации, онакви организации. Сме сведоци дека тоа го направија во Украина, сме сведоци дека тоа се обидоа да го направат во Турција, сме сведоци дека тоа го правеа на Балканот, на секаде Црна Гора, Србија. Зарем некој мисли дека Русија го направи она што се случуваше во Србија кога падна Милошевиќ? Зарем некој мисли дека Русија отиде во Украина за да го направи Мајдан и ги вооружи неофашистите во Украина? Па ако сакаме да зборуваме сериозно, тоаш мораме... Јас многу пати ги кажувам и условно речено фашистичките корени на Европската Унија. Луѓето се просто зачудени кога ќе ги кажа. Токму во ова студио, јас го кажав името на човекот кој беше прв председател на Европската комисија. Човекот се викаше Валтер Холштајн. Тој човек беше 9 години председател на Европската комисија, истата она која денес одлучува за напредокот на Република Македонија кон евроинтеграциите. Ама тој Валтер Холштајн бил врвен правник, ама во владата на Хитлер. Бил човекот кој го подготвил договорот меѓу Хитлер и Мусолини. Бил првиот кој 1939-та побарал анексија на Чехословачка и побарал окупација на Чехословачка и анексија на Австрија. Тој човек е првиот председател на Европската комисија. И сега зошто нам сега денеска не изгледа чудно кога Европската Унија соработува со десниот центар во Украина, например, и го поддржува, кога ги поддржува фашистичките изјави на фашистичката Златна Зора во Грција. Значи, нештата така треба да ги сместиме, а не дека руската дипломатија се обидува да влезе ваму или онаму за да создаде војна. Војната на Русија не и треба. Контролираните војни, контролираните немири, очигледно се покажа секаде дека и беа потребни на американската надворешна политика. Онаму каде што можеше со дипломатија, таму ги реши проблемите и основниот проблем на американската надворешна политика беше како да дојде до границите на Русија. Како да дојде од југ на Кавказот и како да дојде од запад, од кај Украина, Бугарија и Романија. И ако некој смета дека Република Бугарија и Република Романија многу повеќе од нас ги исполниле условите за влез во НАТО и во Европската Унија, тогаш се лаже. Едноставно одлуката Бугарија и Романија во 2007-та преку ноќ да влезат во Европската Унија и во НАТО беше политичка одлука на Соединетите американски држави, затоа што им требаше државите на Црното море, кои граничат преку морето со Русија, да бидат внатре во НАТО и во Европската Унија. Да, интересно, например, во доктрината на руската надворешна политика, Балканот нигде не се споменува поединечно, туку дури никако регион. Русите кажуваат кои се нивните надворешни приоритети. Значи, тоа е се земјите БРИКС, Евроазиската Унија и така натаму. Но ми се чини дека ти си политичар и веројатно тоа подобро го чувствуваш, ми се чини дека на некој начин стануваме територија или плодна почва од која се пуштаат пробни балони. И мислам дека тоа не е добра позиција за Република Македонија ако сака да биде сметена како сериозна држава. За жал, поранешниот условно речено министер за надворешни работи на Соединетите американски држави Џон Кери јасно кажа дека Македонија се наоѓа на линијата на огнот. Значи, на линијата на кој оган се наоѓа Република Македонија? Од што НАТО и од кого би ја заштитила Република Македонија според зборовите на господја Шекеринска? Значи, од кого воената НАТО организација би ја штитила Република Македонија, доколку знаеме дека трите соседи на Република Македонија, Албанија, Бугарија и Грција, се членки на НАТО. Четвртиот сосед е протекторат на НАТО, тоа е Косово, а петтиот сосед Србија е неутрална.
И може би таа и таква неутралност во овој момент и дава ветер во едрата на Србија да се движи напред. Ние како малку уште во 1990-тата повикавме на неутралност на Република Македонија. Со возобнувањето на МААК ние остануваме на тезата за неутралност, за воена неутралност на Република Македонија, остануваме на тезата за демилитаризација на Република Македонија, но ја прошируваме со демилитаризација на Балканот. Зошто? Затоа што сме сведоци дека во изминативе 27 години, да не се враќаме наназад во оние стотина години, кога во крвави војни пливаше во крв Балканскиот полуостров, кога балканските народи во крвави војни решаваа каде ќе бидат меѓите на нивите. И токму затоа и денеска остануваме на тезата дека демилитаризацијата и е насушно потребна на Македонија и на Балканот. Сите оние кои се залагаат за влез на Република Македонија во воената НАТО организација, се залагаат за милитантност. Тоа се милитантни се ставовите да бараш да бидеш член на една воена организација. Тоа е воена организација. Значи, ние говориме за мир. Мирот ни е повеќе потребен од било што. Пред некаде десетина години, кога бев во Швајцарија, бев во едно мало градче Муртен и на зидините на тамошниот замок има една табла на која пишува: овде беше водена последната војна на територија на Швајцарија пред некаде 300 години. Токму затоа Швајцарија се наоѓа во економскиот развој онаму каде што се наоѓа, а Република Македонија и балканските држави, вклучително и оние кои се членки на Европската унија како Грција и Бугарија, се наоѓаат на овој стадиум на економски развој. Кому сега тоа му одговара? Сиромаштијата како можност за избувнување на немири и војни во било кое време. Ами ние денес на Косово имаме 72% невработеност. Тоа е темпирана бомба на незадоволство, кога оној кој сака во секој момент ќе може да ја активира и да создаде нови војни и нови непријатности на Балканите. Сиромаштијата во Македонија е таа која ги иницира меѓуетничките недоразбирања меѓу македонците и албанците пред се. Затоа што доколку вие имате македонски млади момчи, македонски млади деца вработени со плата од 700 и 800 евра. Од другата страна, млади албанчиња со плата од 700 и 800 евра. Ниту еден од нив, откако ќе почне да го осознава хедонизмот, откако ќе почне да го создава убавиот живот со плата која стасува на секој први, не ќе сака да влезе во авантурата наречена војна, не ќе сака да влезе во авантурите наречени крвопролевање и гинење за вакви или онакви идеали. Во таква една ситуација, ниту големиот брат од преку големата бара не ќе може така лесно да ги покрене луѓето во контролирани немири, затоа што ќе бидат задоволни. Ајде нека се обидат Соединетите Американски држави или било кој да предизвикаат војна меѓу Норвешка и Шведска. Нема луѓе подготвени за војна, затоа што луѓето го живеат животот, ги уживаат плодовите на она што го сработиле. Нам, на Балканот, не ни се дозволува тоа да го имаме. Значи, како повод или како доказ е токму она што на Република Македонија и се одзеде. На Република Македонија и се одзеде можноста низ територијата на оваа држава да поминува брзата пруга од Солун до Будимпешта и се одзеде можноста да поминува гасоводот од Солун до Будимпешта со терминал во Александрополис и се одзема можноста да дојдеме до пловноста на Дунав, Вардар и Морава, за да го поврземе Солун по пловен пат со Северното море. Во една Македонија која ќе ги имаше и брзата пруга, и пловниот Вардар, и гасоводот, немаше да ја имаме сиромаштијата која имаме денес. Страшно, по кратка пауза се навраќаме токму на оваа тема и малку поназад во историјата од онаа неутралност, па ќе продолжиме со анализата. Кратка пауза. Да се навратиме на 90-тите години. Страшно по падот на железната завеса. Клучен самит се смета дека е 93-та година во Ванкувер меѓу Борис Елцин и Бил Клинтон. Елцин
лидер на држава која е во распаѓање, економски многу назад. Бил Клинтон кој носи 1 милиарда помош и други проекти. Но велат и самит на кој двајцата лидери или двете држави се договорија каде ќе бидат интересните сфери. Условно речено втората Јалта. Втората Јалта, тогаш рекоа дека Македонија, бидејќи не интересира Македонија, ќе падне под интересната сфера на Америка, на Западот, но Западот нема да се меша во, или нема да се шири НАТО алијансата кон границите на Русија, поточно кон бившиот источен блок. Тоа ветување се прекрши и сега е клучната точка во сушност на која гради својата политика и Владимир Путин и партијата Единствена Русија и со која практично има аргументи да дипломатски да војува со Америка и со Западот. Навистина е многу тешко да се каже од каде е интересот на Америка да ја брани, да речеме, една Грузија, освен што имаме една држава која се вика Џорџија, а Грузија на англиски е Џорџија. Секако не е така. Тоа правило, односно тој даден збор се прекрши. Зошто американците одиграа на таа карта? Сметаа дека русите никогаш нема да се опорават и дека нема да станат играчи, дека можат што сакаат да прават? Во една тогашна анализа на нештата, Соединетите Американски држави сметаат дека втората велесила многу скоро ќе биде Народна република Кина, а дека Русија дефинитивно после Елцин, после Горбачов и после се она што се случува, ќе го изгуби своето влијание. И така ги позиционираа нештата во својот однос кон геостратешките ситуации. Не случајно, јас во некоја од емисиите споменав дека заради таквиот став на Америка, сметајќи ја Кина за можен свој соперник, да речеме, во тие светски стратегиски битки, дека најверојатна идна држава во која Америка ќе извезе револуција е Индија. Индија е извонредно податлива заради стотиците етнички заедници, заради стотиците различни религии, јазици и така натаму, а се наоѓа во мевот на Кина. Значи, токму затоа Америка изгради... Имаме конфликт на границата меѓу Индија и Кина. Тоа е од пред неколку недели. Има искричења. Има искри, да речеме, така. Но Америка не сметаше на појавата, да не го глорифицираме Владимир Путин, сепак е тоа систем кој го исфрли Путин на врвот, нели? Но Америка не сметаше дека толку брзо тој систем ќе се врати во игра, дека старото КГБ ќе се реорганизира и дека ќе успее од своите играчи да воспостави систем кој ќе ја владее Русија. Дефинитивно во моментов со Русија, според она што можеме да го видиме, владеат најквалитетните кадри на старото КГБ кои се инсталира во системот на Владимир Путин. И таквата Русија сега стана условно речено, нели, закана за монополарниот свет кој Америка сакаше да го инсталира. Таквата Русија стана закана за извориштата и текот на енергенсите, на нафтата и гасот, кои нели требаше според американската стратегија да бидат во целосна собственост на американските компании и на Соединетите Американски држави. Меѓутоа, враќањето на Русија назад во голема форма, на Путин му даде можност едноставно заради она што беше изиграна Русија во 90-тите, денеска повеќе да не верува и едноставно да не чувствува обврска кон било каков договор кој некој пред него го има воспоставено со Соединетите Американски држави. Од друга страна, Европската унија, која сака да биде голем играч на светската сцена, се покажа како исклучително немоќна. Се покажа како исклучително слаба. Се покажа како бирократски составена врхушка која владее, а која нема никаква моќ. И токму затоа сите
држави поединечно, земји членки на Европската Унија, сакаат уште како да ги возобноват добрите контакти со Руската Федерација, да соработуваат со Руската Федерација. Најмногу може би од сите тоа го прави Меркел, која има речиси секојдневен контакт со Владимир Путин, и Германија, која и покрај санкциите кои се воведени кон Руската Федерација, продолжува да соработува и на економски план со Русија. Од тука се јавуваат потребите за некаква реформа на Европската Унија. Од тука, знаете, пред неколку месеци излезла тезите за Европа во 3 брзини. Сега, завчера во пригостувањето во Атина, францускиот председател пак побара Европа во 2 брзини, односно старата Европа или западна Европа да биде еден дел од Европската Унија кој ќе се движи по забрзано темпо и источна Европа да биде втората, онаа која ќе се движи во втората, односно во поспората брзина. И тука се појавува, затоа токму тука се појавува таа иницијатива на трите мориња. Иницијативата на трите мориња ги содржи државите од Балтичкото море до Јадренското море и до Црното море, тој триаголник. Меѓутоа, таа беше замислена најпрвин како иницијатива за економска соработка. Но сега полека таа иницијатива станува чисто политичка иницијатива. Тука, ако можеме така грубо да ги распределиме, спаѓаат државите од поранешните комунистички држави, тргнувајќи од Полска, нели, преку Чешка, Унгарија, Хрватска, ако сакате, Србија, Бугарија, Македонија. Значи, сите оние кои до 90-та година припаѓаа во тој така наречен комунистички блок. И таа и таква иницијатива на трите мориња веќе представува несигурност за Соединетите Американски држави, затоа што во една политичка форма може да предизвика дефинитивно распад на Европската Унија. Втората причина која може да го предизвика распадот на Европската Унија е мигрантската криза. Значи, веќе одамна се зборува дека 30 на милиони, значи, кога зборувам за 30 на милиони мигранти треба да пристигнат на територијата на Европа. Тоа е бројка со која и големите држави од типот на Германија не ќе може така лесно да се справат, а од друга страна сме сведоци дека дефинитивно Полска, Чешка, Унгарија, Словачка и покрај најавените казни и покрај сите можни санкции од Европската Унија едноставно не ги прифаќаат квотите за мигранти. Вишеградската група која полека прераснува, таа Вишеградска група полека прераснува во таа иницијатива на трите мориња. Значи, и тука токму тој мигрантски проблем може да доведе до распадот на Европската Унија, при што Соединетите Американски држави едноставно ќе се најдат загрозени. Тука веќе влијанието на Руската Федерација може да биде многу важно и многу битно. Од тука Русија политички е многу повеќе свртена кон тие држави отколку кон Република Македонија. Значи, да бидеме начисто. Затоа, она од почетокот на разговорот, дека некој во оваа држава се обидувал да создаде тло за некаков пуч, за некаков државен удар, за некакво излегување од насоките во кои е веќе тргната Република Македонија, едноставно не држи, затоа што Руската Федерација во овој момент единствено што сакаше да стори со Македонија, тоа е да го помине гасоводот низ оваа држава, со што бенефитот за нашата држава ќе беше многу поголем отколку за Русија. На Русија на крајот на краиштата и е сеедно дали гасоводот ќе помине од Солун преку Русе за Будимпешта или ќе помине преку Скопје и Белград. Меѓутоа, Руската Федерација во никој случај нема да го остави Белград на цедило и затоа Белград изигра многу паметно кога влезе во договор со Кина и веќе ја започна изградбата на брзата пруга од Белград до Будимпешта. Тоа гарантира дека Белград ќе биде вклучен во европските текови, од кои нас дефинитивно заради условно речено забраната на Соединетите Американски држави гасоводот и пругата да минуваат низ Македонија, едноставно ќе бидеме, пак ќе речам, најцрниот вилај. Јужниот тек се прекина токму во моментот кога Бугарија потпишуваше договор и претходно Италија го потпиша. Ние влеговме со претходната влада во тој проект, меѓутоа Европската комисија одеднаш се сети и кажа тој проект не е во согласност со правилата на отворен пазар на Европската Унија. Ние знаеме дека тоа не е така. Но од друга страна, енергијата е
клучната работа. Вие без енергија не можете да се развивате. А ако е ова така како што ти тврдиш дека ние сме во овој момент тотално одсечени од овие клучни проекти, ние ќе немаме енергија, ние ќе купуваме многу скапа енергија и практично ќе бидеме и енергетски и инфраструктурно најголемото слепо црево во овој дел на Европа. За жал тоа веќе се остварува, значи на ум го имам берлинскиот процес кој нели го води Германија и таму се ставени на маса проекти, па се зборува и за пари и во тие проекти и Македонија. Настрана патот на свилата кој на некој начин сака сега да го маргинализира, но Македонија и во двата Знаете, значи, знаеме дека нели Народна република Кина ги купи пристаништата во Грција, и Солунското и Атинското. Двете пристаништа се во сопственост на Кина. На Кина и е потребна брзата железница за да може да го воспостави протокот на стоки кои ќе стигнат на пристаништата во Грција, за да можат час поскоро да стигнат во Централна и Западна Европа. Токму затоа беше тој така наречен пат на свилата, кој Кина нели сакаше да го воспостави и кој требаше да поминува низ Република Македонија. Ние сме сведоци дека Кина ги започна и градбите на двата автопати во Република Македонија. Двата денеска се прекинати да се работат. На Кина и е одземена можноста да работи и понатаму на изградбата на автопатите во Република Македонија. На Кина и е одземена можноста да ја изгради брзата пруга низ Република Македонија, брзата железница. И последно, она што се случи, значи завчера, со подпишувањето на договорот меѓу Република Бугарија и Република Грција за нов коридор, за оној што кој треба да го замени коридорот север-југ кој минуваше низ Република Македонија, тоа ќе биде коридор кој ќе биде изместен со некои 100 километри, значи во својот краен северен дел ќе биде изместен 100 километри од постојниот коридор, значи ќе завршува во Русе, а почетната точка ќе му биде во Солун. Ќе поминува преку Кулата, ќе поминува преку Благоевград, Софија, Русе. Од тука делот низ Романија кој ќе ги поврзи со Будимпешта и со Северна и со Западна Европа. Во таква една ситуација, кога Европската Унија и Соединетите Американски држави даваат благословно и средства за изградба на еден таков коридор, ја изфрлаат од игра кинескиот пат на свилата. Значи тоа веќе ќе биде инвестиција на двете држави, на Грција, Бугарија, но и на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Во една таква ситуација, за какво наше влегување во тие транспортни главни текови можеме да зборуваме. Во таква една ситуација Република Македонија ќе остане слепото црево, ќе остане со патот меѓу Скопје и Софија по кој едва и се движите, ќе остане со започнатата пруга која нели пред 20 на години беше започната за да не поврзе со Софија, меѓутоа ќе останеме надвор од сите главни текови. Гасоводот кој треба да поминува нели преку Турција до Александрополис, каде што ќе се гради главниот терминал, исто така ќе оди по овој коридор и ќе одмине Република Македонија. Па еден крак треба да дојде од Грција кон Македонија и тоа е во рамките на мерките за градење доверба со Грција, подпишање и некој меморандум. Зборувањето за некаков крак е само нешто кое ќе стасува до вас за да ви донесе плин за вашите потреби, доколку и стаса. Транзитирање на главниот гасовод низ една држава е нешто сосема друго. Беше замислено, значи, овие мултиполарни мегапроекти на Русија и на Кина беше замислено, ова се мегапроекти, од кои ќе зависеше во голема мерка и благосостојбата на Централна Европа. Тие мегапроекти со патот на свилата и Јужниот поток, тие кои требаше да поминуваат низ Македонија, значи тие се прекинати, се говори за еден крак на гасовод кој евентуално до Унгарија, но и сега Виктор Орбан е исто трн во око на некои. Ете сега, значи доаѓаме до она што се случуваше минативе неколку години. Откако се најави и беше дефиниран патот на свилата, односно брзата пруга, и откако се најави гасоводот кој требаше да трга од Турција преку Грција, Македонија, Србија и Унгарија, започна немирите, започна протестите, започна превирањата токму во тие 5 држави. Започна
немири во Турција, на Ердоган, започна она што ни се случуваше 3 години во Македонија. Во Србија беше експресно вратен и ослободен Воислав Шешелј за да прави проблеми на своите поранешни сопартици. На Орбан му беа направени немири и недоразбирања во Унгарија. Значи, токму државите во Грција една крајно левичарска структура беше донесена на власт. Со десничарска коалиција, со крајно десничарска коалиција. Значи, токму во 5 држави, низ кои требаше да поминуваат овие мега проекти, во тие 5 држави ние сме сведоци на избавнување на немири, на несогласувања, па ако сакате и на мини револуции. Она што се случуваше во Анкара беше еден вид мала револуција или обид за преврат. И Анкара е таа која покрај големите велесили, да ги речеме, Америка и Русија, кои се надпреваруваат во геостратегиската битка на Балканот, Анкара е таа која пак, како регионална сила на Балканот, сака да земе што е можно поактивно учество. Анкара денес, исто еве и тоа ќе го кажеме, денес најави купување на противвоздушни системи токму од Москва, од Руската Федерација. Ние мораме да знаеме дека еден од најголемите купувачи на руско оружје на Балканот е Грција. Грција која е членка на НАТО, која е нели американски сојузник, меѓутоа Грција е од секогаш била и ќе биде традиционален руски сојузник. Да, ама кога е во прашање Македонија, веднаш се крева тонот и викаат сеете вие македонци. Видете, кога е во прашање Македонија, јас сум малку разочаран и од однесувањето на руската дипломатија, затоа што искрено сметав дека Русија конечно ќе свати дека со Македонија мора да работи директно како држава со држава. Сметав дека поминаа времињата кога руската дипломатија со Македонија соработуваше преку Белград или преку Софија, во зависност од тоа кој од тие центри имаа повеќе моќ овде во Македонија. За жал, при посетата би сакал да се лажам, но при посетата на господинот Јакимовски како председател на ГРОМ, човек за врска, условно речено, во неговата посета и соработка со Руската Федерација, беше господинот Иван Стојковиќ, председател на Српската партија во Република Македонија. Тоа ми дава за право да поверувам дека Русија се уште не може да се ослободи од практиката со Република Македонија да работи индиректно преку еден од двата центри, северниот или источниот сосед. Може би во овој момент, токму затоа, Република Македонија својата соработка, својот поглед треба да го сврти кон Народна Република Кина. Зошто? Кина е не една од, туку единствената од трите големи светски сили, која не е обременета со односите со ниту една држава на Балканот и во Европа. Затоа што Кина историски наназад никогаш ниту имала допир, ниту имала влијание со балканските држави. Па така, ниту има, да речеме, повеќе соработка со Бугарија, со Србија, со Грција. За Кина едноставно патот на парите, патот на она што значи економски развој, е тој што ја го определува нејзиниот однос. Во таквиот однос на Кина кон државите на Балканот и во Европа, ние сите сме еднакви. И може би тука треба да се размислува за што поголемо продлабочување на односите со Народна Република Кина. Денес специјален пратеник на кинескиот председател се наоѓа во Србија, за да свечено присуствува на свеченото почнување на работите за брзата пруга Белград-Будимпешта. Кина ја презеде Смедеревската железарница целосно, ја обнови, ја пушти во погон, така да најверојатно српската политика ваква или онаква веќе како да го свати тоа дека кинеската надворешна политика е единствена необременета со досегашните историски односи кон било која од државите. Од друга страна, српската надворешна политика продолжи и понатаму, без разлика на тоа што е пред нас во чекорите кон влез во Европската Унија, таа продолжува да соработува со Руската Федерација, продолжува и со својата трговија со Руската Федерација, па така за првите 6 месеци од 2017 Србија го има зголемено извозот во Русија за 24,1%. Истовремено,
сите држави од Балканот кои се веќе членки на Европската Унија бараат начин како да го зголемат, да зголемат својата соработка со Русија. Го споменав дека госпоѓа Грабар Китаровиќ ќе биде гостин на Путин. Споменавме дека Словенија е веќе држава која организираше и 2 самити, при што беше гостин руски председател во Словенија. Да, еве да подсетиме кога македонскиот председател за Ѓорги Иванов за 24 мај беше во Москва, каде што доби и орден, нели, за да се чествува името на светите Кирил и Методи. Нас ни се појавува сега оваа приказна дека, значи, кога тој кажа дека тие се од Македонија, за жал не кажа дека се македонци, туку кажа дека се од територијата на Македонија, но кажа дека се од Македонија. Имаше веднаш реакции и нас ни се случува сега оваа приказна. Русите се вмешуваат во Македонија. Како да им пречат некому на Запад овие добри односи да се крадат со Русија, иако Македонија веќе од 95-та година длабоко е во врски со НАТО преку партнерството за мир, учествува во воени мисии и така натаму. Западот е на 300 начини поврзан во Македонија со банки, со институции, со институти, со невладени организации. Значи, неспоредливо е влијанието на Западот во однос на Русија. Но знаете што? Не им пречат добрите односи со Русија. Им пречат добрите проекти кои би требало да бидат изведени преку територијата на Република Македонија. Значи, да ги дефинираме нештата. Русија и Кина не губат време на нешто што се века човекови права, демократија. Они се практични. Дајте да правиме бизнис. Вие не ви се мешаме во тоа досие. Правете како што ќе правите. За разлика од западната матрица која прво вика, а не демократија, па и така натаму, иако тоа е толку еластичен поим. Кога зборува, точно така, кога зборуваме за демократијата и за западните вредности, тоаш можеме малку да се запрашаме што представуваат западните вредности во принцип, и од друга страна можеме да се запрашаме дали ние како македонци споделуваме потрајни вредности со Руската Федерација или со западноевропската цивилизација или Америка. Зашто зборувам? Ние со рускиот народ и со руската држава споделуваме 2000 годишна традиција на православието. Ние со рускиот народ и со руската држава споделуваме 1000 годишна традиција на писменоста на кирилицата која произлегла токму од овде. Значи, ние имаме темелни вредности, милениумски вредности, кои ги споделуваме со рускиот народ и со руската држава. Од друга страна, имаме цивилизацијски вредности на западната демократија, кои за жал се менуваат во согласност со менувањето на политичките прилики во Западна Европа и во Соединетите Американски држави. Не се тоа трајни вредности кои владеат 1000 или 2000 години со таа цивилизација. Вие можете да влезете во книгите за Светиот Грал и Светата крв и за тајните друштва кои се испреплетени низ западната демохристијанска цивилизација и да сватите како се менуваат дури и тие трајни вредности за кои зборуваме, значи и католицизмот и христијанството дури се менуваат во одредени периоди на постоењето, да речеме, на катарското движење, на периодите на инквизицијата и така натаму и така. Не се тоа вредности кои ние можеме да ги споделуваме. Меѓутоа, во еден глобален свет... Христијанството сега, например, во Германија се разбира како демографија и тоа на политички собери се манифестира, веќе не се крие тоа. Лутеранизмот пред 2 века, значи Мартин Лутер пред 2 века, кога го создаде протестантизмот, значи од тој момент Германија е протестантска држава. Посебно Северна Рајна Вестфалија и државите на север во 90% се протестантски држави. И сега ние говориме за несогласување внатре во самата западноевропска цивилизација, за ситуации во кои едва ги усогласуваат нештата и како таа и таква цивилизација треба да биде продадена овде, кај што имаме доминантно православие и ислам. И за да тоа помине онака како што треба, значи, затоа е целата оваа игра на Соединетите Американски држави. Јас се обидувам често да ги кажам нештата 95-тата
1995-та, кога Туџман и Милошевиќ на салфетка го подпишаа договорот за поделба на Босна, меѓу Србија и Хрватска, веќе утреден американската администрација во телефонски разговор со јасна и отворена закана до Туџман да прекине со поделбата на Босна, да остане ваква каква што е, заради, цитирам, историска средба на исламот и католицизмот. Значи, зборуваме за некои нешта кои реално се случуваат овде. Од друга страна, пред 5 години, тогаш беше министер за надворешни работи на Република Турција, Давутоглу, на една средба во Сараево, јасно кажа. Главен приоритет на турската надворешна политика е возобнова на отоманските вредности на Балканот. Значи, не на турските вредности, не на исламските вредности, отоманските вредности. Ние сите знаеме што значеа отоманските вредности за Балканот во еден петвековен период. Од друга страна, Турција ја имате како еден од главните играчи во разрешницата на сириската криза. Турција, од друга страна, ја научи играта точно од Германија во играта со мигрантите. Германија пред 2 години, во 2015-тата, кога господја Меркел излезе и рече велкомен на сите мигранти, дојдете и влезете во Германија, Германија што направи? Ги прими сите мигранти, ги одбра оние кои одговараат на германската економија, на германското стопанство и на германскиот општествен живот, останатите ги врати назад. Сега, таа игра ја научи Турција и Турција сега го прави истото. Турција на својата јужна граница со Сирија прибра околу 2,5-3 милиони бегалци од Сирија, на оние кои одговараат за турската економија, за турското општество и турското стопанство, веќе им овозможи да отвараат и фабрики и продавници и да живеат тука, а останатите ги враќа. Значи, Турција ја научи играта од Германија и веќе станува еден од регионалните играчи на Балканот, со кој исто така Република Македонија треба да ги продолжи исклучително пријателските односи. Во таа смисла, оваа влада денес мора сериозно да размисли за барањето на Турција за се она што е ѓуленистичко, условно речено, како образование, како економија, како фирми, кои Турција бара да не бидат добредојдени на територијата на државите пријатели. Страшно, уште една кратка пауза, па се враќаме повторно во студиото. Да се вратиме на рускиот комплекс. Да го наречем така, рускиот комплекс, во двосмислен израз. Британскиот аналитичар Марк Галеоти, координатор за европска безбедност во Институтот за меѓународни односи, значи британска мирудија, да не ги заборавиме, вели дека Русија подготвува стратегија за Балканот, која ќе биде готова до крајот на годината. Не треба да чекаме многу, значи. И вели вака, премногу долго Европа и НАТО го запастувува регионот на Балканот. И сега, мислам дека добивме назнаки од Русија на тоа гледа како на нова борба за да го прошири својот авторитет и да создаде проблеми во Европа. Тој предвидува некаков си контролиран хаос, односно како Русија управува во својата политичка војна во Европа. Може би мисли на стратегијата на грофот Орлов од царска Русија, кој бараше по секоја цена Русија да излезе на топлите морења. Во новата доктрина, подпишана од Путин лани, Балканот не се спомнува како некоја битна стратегија. Но, како и да е, се води тој таа шаковска битка, таа геостратегија, ние ја чувствуваме, еве со новата влада, нови потези. Како ќе одиграме, не знам, за мене како новинар, прашањето е и дилемата, искуството ми говори да прашам, ако знам дека големите сили ќе се договорат, Русија и Америка ќе се договорат, Меркел кажа дека Русија и треба на Германија, ако ништо друго тогаш за енергенците.
тие ќе се договорат нешто со мали земји како Македонија. Каде ќе се најде Македонија? Најпрво е интересно да се обвинува Русија за контролиран хаос. Токму мајсторите на контролираниот хаос, она што сме сведоци дека веќе 20 на години наназад го работат мајсторите на надворешната политика на Соединетите Американски држави, денеска преку британската дипломатија да ја обвинуваат Русија за контролиран хаос. Ние сме сведоци дека самиот распад на поранешната СФРЈ не беше дело на Русија. Војните на Балканот не беа дело на Русија. Последната најкрвава војна, да речеме, на Косово не беше дело на Русија. Дури ако сакате, руските сили стапнаа на аеродромот во Приштина и си заминаа. Дури не учествуваа ниту со присуство во крвавата војна на Косово. Тоа ќе рече дека не можеме да зборуваме ниту за потреба на Русија од контролиран хаос, како што и самиот рече преска. И Русија и Кина се многу прагматични. Ним денес им треба развој на нивната економија, пласман на рускиот газ, кој од друга страна е уште како потребен на цела Европа. Тука е Германија една од најзасегнатите и една од оние кои, како што рековме, Меркел и Путин речиси се секојдневно во контакт. Поранешниот министер за надворешни работи на Германија е поставен за генерален директор на Северниот поток, на гасоводот кој треба да оди под Балтичкото море од Русија до Германија. Тој е господинот Шредер. Значи, зборуваме за взаемна потреба за соработка на Русија и европските држави. Во една таква ситуација, свесни за потребата за соработка, Соединетите Американски држави, начело со новиот, сега веќе председател Доналд Трамп, кој мачи како да се справи со тој deep state или со таа длабока држава, длабоко пенетрирана во сите пори на американската држава и американското општество. Значи, тоа се луѓето инфилтрирани од Клинтон, Обама, кланот, кој владееше со Соединетите Американски држави, чии играчи се и бирократите на чело на Европската Унија. Тоа се луѓе оттуѓени од собствените држави, тоа се луѓе кои дури и не ги знаат вистинските проблеми во собствената матична држава, а седат во врвот на раководството на Европската Унија и треба да решаваат за проблемите на Унијата и вклучително и на нивните матични држави. Ами во еден момент кога 2015-тата мигрантската криза и се закануваше на цела Европа, вклучително и на Бугарија, тогашниот пратеник, денес министер за одбрана на Бугарија, Красимир Каракачанов, изјави вака: нашите, рече, представници во Европската Унија, додека Бугарија гори и додека јужната граница е преплавена од луѓе кои сакаат, мигранти кои сакаат да влезат, носат одлуки дали должината на краставиците во Европската Унија смее да биде повеќе од 40 сантиметри. Значи, зборуваме за една таква бирократизирана, корумпирана група на луѓе која е инсталирана и во Соединетите Американски држави и во Европската Унија од Обама-Клинтоновскиот клан. Доколку јас искрено верувам дека светот има иднина. Светот има иднина за мирна разрешница на сите кризи, посебно на кризите кои се наоѓаат на европскиот континент, доколку Доналд Трамп успее да се справи најпрво внатре во собствената држава со инсталираните сили кои не му дозволуваат ниту еден закон, не му дозволуваат ниту една одлука, не му дозволуваат ниту било што кој го ветил на избирачите, нели, на изборите, да го спроведе. Се нешто ќе се јави некој судија во една од сојузните држави, се нешто ќе се јави некој уставен судија ваму или онаму, за да се она што сака да спроведе, да може да го сопре. Од тука, искрено, сакам да верувам дека геостратегиската битка која се одвива на тлото на Европа ќе заврши со најмирната можна разрешница. Впрочем, ние некаде
пред 10 години, не можам точно да кажам кога, но во Копенхаген, тогашниот премиер на Русија Дмитрий Медведев поднесе еден документ на конференцијата на ОПСЕ во Копенхаген, документ за мирно решавање на кризите на европскиот континент, кој за жал не беше прифатен и не беше подпишан од европските држави. Тоа беше документ во кој се бараше сите можни кризи кои ќе произлезат и недоразбирања меѓу државите на европскиот континент да се решаваат строго по мирен пат и да се исклучи употребата на оружје. Искрено верувам дека една таква разрешница ќе мора да дојде. Европа сепак е премногу цивилизирана за да си дозволи себе си да се врати во еден чин на варварство со кој ќе докаже дека за жал се уште не ги надминала оние долготрајни и исцрпувачки нетрпеливости меѓу, условно речено, Франција и Германија, меѓу тогашна Прусија, нели, и Келта, и така натаму, и така натаму. Од друга страна, сме сведоци на заострувањето на ситуацијата со Северна, Јужна Кореја, Јапонија, Русија и Кина. Значи, повторно, една ситуација која ќе мора да се разрешува. Повторно, искрено верувам дека и тоа ќе биде многу брзо решено, дека Русија и Кина сватија во каква опасност се доведоа самите себе си, кога молчешкум и оставаа на Северна Кореја да оди понатаму во заканите. Зошто? Затоа што Америка заради закана од нуклеарниот напад на Северна Кореја, во Јужна Кореја инсталира таков радарски систем кој сега допира 3/4 од територијата на Русија и 3/4 од територијата на Кина. Русија и Кина сватија во каков проблем се внесоа и сега полека ќе извршат притисок на Северна Кореја да се стабилизираат нештата, нели, за да не дојде до она најнепосакуваното. Од тука, онака како што се движат нештата во моментот во светов, сакам да верувам и верувам дека ќе наидеме на мирна разрешница. Меѓутоа, за жал, во сето тоа Република Македонија, во битката на слоновите, тревата ќе биде изгазена токму овде. За жал, Република Македонија ќе биде еден од губитниците. Не затоа што ќе имаме војна или крвави разрешници, кои за жал исто така се навестуваат од некои од аналитичарите, посебно заради кревкоста во односите меѓу македонското мнозинство и албанското малцинство во Република Македонија. Меѓутоа, едноставно ќе бидеме жртва на економските, на битките за коридори, на битките за проток на енергенсите и таа битка мислам дека Република Македонија ќе ја изгуби. Во таа смисла, владата, сегашната влада, треба да се запраша за енергетската иднина на Република Македонија, треба да се запраша за таа поврзаност инфраструктурна со брза пруга, автопати на Република Македонија, што би предизвикало забрзан развој на економијата, на стопанството и на државата, и едноставно да не влегува во договори кои во овој момент на вистина сметам дека на Република Македонија и се непотребни. Тоа е договорот онаков каков што е со Бугарија. Тоа е желбата за што поскоро затварање на прашањето со Грција. Јас го следам министерот Димитров кој вели дека многу брзо ги затварал отворените прашања. Ами има и побрз начин за затварање. Владата во Виши 40-та година, француската влада, отворените прашања со Германија ги затвори за еден ден. Подпиша капитулација. Добро, да значи, затоа ние мораме да размислуваме. Значи, мораме да размислуваме за нашите национални интереси. Националните интереси на народот кој живее во оваа држава, националните интереси на државата Република Македонија, а не еднострано да ги прифаќаме туѓите национални интереси заради кои Република Македонија може да влезе во најнесаканото, повторно ќе речам, да стане најцрниот, најтемниот вилает на Балканот. Страшно ти благодарам. Јас, драги гледачи, ќе си дозволам тука да ја завршам оваа дебата со 2-3 констатации околу брзото завршување што вели Страшо на некои отворени прашања. Би рекол, можеби ова влада смета дека
бродот што тоне треба брзо да се затворат дупките за да не потоне. Дали е тоа исправно, многу брзо ќе се види. Но факт е дека Европа веќе не е, или одамна веќе не е центарот на светот. Европа има проблеми со својот идентитет, мислам на Европската Унија пред се. Европа има проблеми со миграциите, но Европа има се посериозен проблем со сепаратистичките движења. Каталонија е на нозе, Шпанија се бори со своите уставни средства да ја одбрани својата целовитост. Факт е дека центарот на светот е поместен на друго место. Тоа е Азиско-Пацифичкиот регион и таму по се изгледа се кова новиот меѓународен поредок. И токму таа срамежлива Кина, до пред 20 години држава која се бореше да го прехрани својот народ, со својата филозофија, со својот еднопартиски систем, со незината економија, успеа да се наметне како глобален играч кој ги поставува правилата. Русија е во де факто воен пакт со Кина. Тука се Индија, Јужна Африка и Бразил. Тука е и Турција, конечно. Тука е и Шангајската група. И прашање е дали Македонија задоцни кога се во прашање евроатлантските интеграции или дали некој намерно ја кочеше на тој пат. Времето е пред нас и наскоро ќе ги дознаеме одговорите. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието, се гледаме во друга прилика.